Треба да се поднесе оставка министерот за здравство. Ги излажа граѓаните дека воздухот не е загаден. Како го докажаа тоа? Треба одговорност и оставка да поднесе министерот за внатрешни работи. Најави дека треба да се евакуираат луѓето, а понатаму владиниот портпарол рече дека никој не се јавил во центарот за згрижување, значи немало соодветна евакуација, иако најавиле дека треба да има. Прво треба да се земе предвид и да се направи анализа што зборуваше ВМРО-ДПМН пред 4 години пред тогашните локални избори. Тогаш ветува расчистување на депониите, да ве потсетам, и паркови на тие места. Ајде да видиме до кај се со таа работа. Втората работа што треба да се направи, треба да се направи детална анализа, сметам, на сите институции, сите депонии кои што работат во земјава. Имаат ли сите лиценци? Сите ли се на доволно далеченост од населените места? Работи ли некој нелегално со отпад? Ајде да се анализира од каде се увезува отпад во земјава конечно, па да знаеме што се случува во тој сектор. Што направи владата по тоа прашање? Ништо. Треба да се испита количество на тешки метали во земјата. Никел, кадмиум, олово. Зошто е тоа битно? Поради тоа што е можно тие тешки метали да влезат во синџирот на исхрана. Треба да се испита и водата. Сите изотопи кои што не се растворили во вода, ќе се детектираат. И тоа сметам дека час поскоро треба да го направи некоја странска акредитирана лабораторија, да не сведочиме на овие смешни изговори на Институтот за јавно здравје, директорка дека се нешто немала, не знаела, не била спремна и така натаму.